Dobro, pod moja kontrola оди и 20 години го правам. Меѓутоа и сите помагаат. Сите се на еден начин се ангажирани и одговорни, не само заангажирани. Бидејќи сите велат дека ти си главниот кувар. Да. Значи колку килограми на граф? То зависи од садот што го имаме на располагање. Овој сад највише до 8 кила. До 8 највише. 7-8 кила. А онде и некој 40-60 кила. Кажи ми како се подготвува белиот растриен граф? Белиот граф се подготвува кој секој друг граф, само главната разлика е не се поттржуе, не се става запршка што ќе викаме ние. Се што се кога ја правеле првите, ја ги памтам и нив и луѓето, они ставаја цели главици кромит, цели чушки, цели парчиња лук, цели оти беа скоро сите години како јас што бев и сега помлади си мешаат и помлади подобро сака да биде. А тогаш они како ќе го направат, така си го јадеа. Се собираа под батерија. Тука што беа главно мегданчани, од Мегдан што беа тука. Што Боа ти расправам за 55-та година, 56-та година. Ама од тогаш не прекинува традицијата. Не, традицијата си уште пред тоа. Традицијата ја за мене од тогаш постои. Бидејќи е моите години, да речем, а иначе традицијата си поодамна. Поодамна, главен човек што почнал прв да е Балканот. Ѓорѓи Балкан, он беше земјоделец, како се кичимчија, и се од него, он имаше домородно град, домородно крави, домородно, се од него, и ќе викне, па друг ќе донесе нешто Турција, трети ќе донесе ракија, четврт вино, кој што има нешто, и ќе се соберат, и така го правеа го обележуја денот, чисти годинот. Но битно е дека таа дружба малска трае до ден денеска. Това трае и мислиме дека ќе продолжи да трае, бидејќи нема ништо лошо во тоа да трае.